Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Гледате кој настани му дадо белек на овој ден. Штипјанец фатен во глобалната акција против сајбер криминалот. Од 2011 година купувал со платежни картички по претходно украдени податоци од интернет. Фестивал на македонската музика и уживање со македонска храна се подготвува во Пробиштип идниот викенд. Пробиштип Самер фестивал очекува илјадници посетители. Завршуваат едномесечните рамазански пости. Утре муслиманските верници слават Рамазан Бајрам. Полицијата и армијата на Република Македонија заеднички ќе се справуваат со напливот на мигранти. Акцентот е ставен на јужната и северната граница, како и по должината на коридорот 10, каде најчесто транзитираат мигрантите. Армијата на Република Македонија ќе биде ангажирана да им помогне на полицијата во справувањето со мигрантите, рече во Гевгелија председателот на државата Ѓорѓе Иванов за време денешната посета на граничната линија со соседна Грција. Од промените во законот за азил досега евидентирани се преку 14.000 мигранти, поради тоа неопходно ќе биде на полицијата да им се помогне, бидејќи има потреба од дополнителни ангажмани, рече тој и нагласи. Армијата ќе биде ангажирана да го обезбеди овој дел од границата во должина од 50 километри, но и да се обезбеди северниот дел кај Табановци. Иванов нагласи дека сите мерки што ги преземаат македонските власти се во согласност со мерките што ги презема Европската Унија. Како држава ќе ги следиме сите мерки и активности што ги преземаат членките на Европската Унија и нашите активности ќе содействуваат со нивните активности. Така што се што ќе биде од нивна страна преземено, мора ние да го преземеме, бидејќи во последно време има закани од насилен екстремизам и радикализам од Блискиот Исток и од Северна Африка. Кога станува збор за националната безбедност, ние како држава мораме да ги преземеме сите мерки и активности кои би превенирале несакани действија, изјави председателот Иванов. Како што наведува Македонската информативна агенција, според последната евиденција на МВР од примената на измените на законот за азил од 19 јуни заклучно со денес, издадени се потврди за искажана намера за поднесување барања за признавање право на азил на вкупно 14.311 странски државјани. Од нив, според државјанството, најбројни се државјаните на Сирија, 10.336, следат од Авганистан 1182 и Ирак 761 лице. Општина Штип информира дека се уште трае огласот за продажба на градежно земјиште. Пријавувањето трае до 4 август, а на 6 август ќе се спроведе јавно надавање. Огласени се 13 градежни парцели, од кои 6 за индивидуални куќи, 5 за деловни објекти, 1 за стамбена зграда и 1 за индустријски објект. Локациите се на улица Пиринска, во населбата Баби и во Леваци. Почетната цена за градежното земјиште за индивидуално домување е 463 денари од метар квадратен во населба Баби, додека во Леваците и на улица Пиринска се 733 денари за метар квадратен. Локациите за деловните објекти се во близина на новата пошта, со почетна цена од 2300 денари за метар квадратен, потоа Туртел Стари бунари со почетна цена од 2300 денари, а за колективно домување во населбата Баби почетната цена 1000 денари за метар квадратен. Во кругот на Македонка, објектот за лесна индустрија е со почетна цена од 61 денар за метар квадратен и на крајот останува деловниот објект Киоск на локација во кругот на фабриката Астиво со почетна цена од 1400 денари за метар квадратен. Во сабота во 8 часот и 30 минути ќе се освети новиот параклис Свети Климент Охридски во Делчево. Чинот на осветување ќе го изврши митрополитот Брегалнички господин Иларион. Се е подготвено за новиот параклис Свети Климент Охридски во Делчево да го добие и светиот чин на осветување. Конечно в сабота на 18 јули, овој преубав храм кој се наоѓа во срцето на градот, а чик титор е делчевскиот стопанственик Слободан Дамјанов со семејството, ќе биде предаден во служба на Македонската православна црква и на граѓаните. По неговата надворешна изградба целосно се уреди неговата внатрешност, насликани се фреските, пред известно време поставени се иконостасот и новиот крст. За граѓаните во Делчево, ново изградениот храм Свети Климент Охридски, освен што ќе биде украс за градот, ќе биде и место каде што ќе може да се помолат за свое здравје и берикет и благосостојба на своите блиски. Храмот ќе биде отворен за сите верници во секое време.
Инаку, чинот на осветување в саботата ќе започне во 8 часот и 30 минути, а ќе го изврши неговото преосвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослужение со повеќе свештеници од Брегалничката епархија. Од епархијата ги повикуваат сите верници да присуствуваат на чинот на осветување на новиот храм Свети Климент Охридски во Делчево и да бидат дел од ова свето остварување. Утре е Рамазан Бајрам, со кој завршува месецот на Рамазан, кога верниците практикуваат деномесечен пост. Денес честитки за празникот упатуваат штипскиот муфтија и градоначалниците од регионот. По едномесечен строг пост, припадниците на исламската религија утре го празнуваат Рамазан Бајрам. Според исламот за време на постот не смеат да се конзумираат ниту витамини. Рамазанскиот пост му служи само на тој што верува, вели муфтијата Иса Исмаили, а од строгиот пост иземени се само доилките, хронично болните, децата. За секој ден должината на постот е различен, од изгресонце до зајдисонце, зашто постои одредена шема до секунда. Дење се пости, а ноќе се конзумира храна. Тоа е строг пост, околу 18 сати беше, првите денови повеќе од 18 сати. Ни јадење, ни пиење, ни пушење, ни само имаш право да дишеш, да работиш, да одиш, никако. Значи, тоа еден вид на едукација на своето тело и на својата свест. Рамазанскиот пост едноставно му служи на тој што верува. Она што е значајно кај исламот за време на рамазанските пости, па и во текот на годината, е тоа дека секој што има повеќе од храна или облека или пари, да му даде на оној што нема, да го подели. На крај тоа е обавезно. Тоа е садакатул фитр се вика, тоа се помага. Мора секој што пости да дава еден дел од пари на сиромаси, на потребите на луѓето. И од тоа се прима постот. Ако тоа не се дава постот, пишува по книга, дека не се прима. Мора да има дел од јадењето, да дели еден дел за другите што немат. Да го дават и еден дел од имањето, од парите, сега за Рамазан се дава повеќе. Останува уште еден ден за постење, а веќе утре по утринската молитва муслиманските верници одат на гробишта да им одадат почит на своите мртви предци, пошто се собираат во домовите на семеен ручек. После ручекот мажите одат на гости кај роднините и пријателите, со што се оживува блискоста, а жените пак седат дома и со баклава пречекуваат гости. Во име на муфтиство и во име на Исламска заедница на Македонија, за нашите гледачи и слушатели, и честитам големиот празник Рамазан Бајрам, со желба Аллах да го примил тоа, а земавме ние викаме насихат, за да бидеме поарни. Тие што постиле, Аллах да ги прима, да ги наградува. Тие што не постиле, да дојде време и да постат. Честитки по повод утрешниот празник до припадниците на исламската религија упатуваат и градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев и градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски. Почитувани граѓани припадници на исламската религија, мултирелигиското општество во кое ние живееме се одликува со почитувањето на различностите и заедничките цели и вредности кои ги споделуваме како граѓани на една иста општина, на една заедничка држава. Срдечно ви порачувам во духот на заедништвото да продолжиме со реформите на овој град, со напорите за обезбедување на економски развој и унапредување на стандардот на граѓаните, услови за развој на културата, образованието и останатите општествени дејности. Уште еднаш, испраќајќи неискрени честитки на сите верници од исламската религија, ви посакувам благослов, среќа и убави празнични денови за време на Рамазан Бајрам. Нека ви е честит големиот празник. Од мое лично име и од името на локалната самоуправа, на сите верници од исламската вероисповед во Кочани им го честитам големиот верски празник Рамазан Бајрам. Овој празник нека биде потсетник дека само со заеднички заложби и меѓусебно почитување ќе умееме да ги негуваме позитивните вредности кои не обединуваат во нашиот стремеж за општа благосостојба. Во чест на Рамазан Бајрам, а за поубава иднина, повикувам етничката и верската шареноликост да не зближуваат и меѓучовечкото разбирање да расте. Празникот нека донесе мир во срцата, спокој во душата, радост и хармонија во домовите.
Полициски службеници од цел свет ги открија сајбер криминалците кои го користија Даркот форумот за спам активности или напад со вируси, меѓу нив и еден штипјанец. Операцијата беше водена од страна на FBI и подржана од Европскиот центар за компјутерски криминал на Европол. Во неа учествуваа полиција од 20 држави во и надвор од Европската унија. Во меѓународна координирана акција против хакерскиот форум и неговите корисници, полициски службеници од цел свет ги открија сајбер криминалците кои го користеа Даркот форумот за размена и подобрување на нивното хакерско искуство и да најдат партнери за нивните следни спам активности или напади со вируси. Операцијата беше водена од страна на FBI и подржана од Европскиот центар за компјутерски криминал на Европол со учество на полициските служби од 20 држави во и надвор од Европската унија. При операцијата секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика го приведе МЛ, 25 години од Штип, и поднесе кривична пријава против истиот до ОЈО Штип за постојање на основано сомнение дека сторил кривично дело, изработка и употреба на лажна платежна картичка. Осомничениот во период од 2011 година прибавувал банкарски податоци од странски државјани преку интернет, а потоа истите ги употребувал за купување разни луксузни предмети, но повеќето банкарски податоци од странски државјани ги продавал на други лица, односно ги продавал на повеќе интернет страни, кои се креирани за продавање на нелегално стекнати банкарски податоци од платежни картички. Овие интернет страни, односно форуми, се креирани и одржувани од негова страна. Од продажбата на банкарските податоци од платежни картички на интернет, истиот се стекнувал со голем износ на парични средства, кој најчесто ги подигал преку сервисот за брз трансфер на пари Western Union, каде му уплаќаат пари лица странски државјани од повеќе држави, и тоа од Мексико, Лисабон, Русија, Кина, САД и други. Досега е утврдено дека на овој начин пријавениот се стекнал со имот на корист од 82.601 американски долар и 71.358 денари. Учесници во меѓународната операција заедно со Република Македонија се и Австралија, Бразил, Канада, Хрватска, Колумбија, Кипар, Данска, Финска, Германија, Индија, Израел, Латвија, Нигерија, Република Српска, Романија, Србија, Шведска, Обединето кралство и САД. Вчера во 20 часот во полициска станица Кочани, 34 годишна кочанчанка со иницијали ТА пријавила дека во понеделникот 13 јули околу 3 часот од дома во непознат правец се оддалечила незината 15 годишна ќерка. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на лицето. Пробиштип се подготвува за Пробиштип Самар фестивал идниот викенд. Ова второ издание на фестивалот кој минатата година беше прогласен за локален настан на годината, а негова и презентира исклучиво македонска музика. По втор пат годинава на 24 и 25 ќе се одржи Пробиштип Самар фестивал. Идејата за ваквата манифестација е од пред 4 години, најпрво како бели ноки, но подоцна прераснува во летен фестивал. Минатата година беше прогласен за настан на годината. Имаше голем број на посетители, не само од регионот, туку и ширум земјава. На фестивалот се слуша исклучиво само македонска музика, а поради тоа е и предпознатлив, вели раководителот на оделението за јавни дејности Раде Илиевски. Деновите 24 и 25 јули од 21 часот па се до 26 јули до раните утрински часови нон-стоп да имаме забава, значи 2 ноќи и 1 ден, без престан да има забава, посета и заедничко дружење. Платотот на градскиот пазар во Пробиштип ќе биде местото каде ќе се забавуваат пробиштипјани останатите гости со богатата програма на Самар фестивал. Ќе има повеќе штандови со пиво, повеќе угостителски објекти кои ќе нудат своји специјалитети, а водител на програмата ќе биде Сашко Коцев. Во денот 24 јули, тоа е наредниот петок, со почеток, како што реков, во 21 часот, започнуваме со програмата Трио Гранде, Анета Наковска и некаде на полнок е ДНК по живо со бенд. Завршуваме со кантри диџеј до раните утрински часови. Утредента во дневната шема е локалниот популарен диџеј Цобе и продолжуваме во вечерните часови во 21 часот исто така со групата Боеми. Само тони и две жени, на полнок ни е Сара Мейс и
финишираме со DJ Мац и DJ Марга Сол. Годинава општина Пробиштип за ваквиот настан ќе издвои 500.000 денари и ги повикува сите љубители на добрата забава. Штипското културно лето вчера вечер ја имаше последната содржина во јули. Со настап на бугарскиот квартет Арс Барока се заокружи скоро целата програма, која продолжува на 7, 8 и 9 август со уште една летна манифестација. Со исполнување на повеќе композиции, бугарскиот музички ансамбл Арс Бароко накратко ги врати Штипјани во 17 и дел од 18 век, во времето на ренесансата на барокот, кога преку музиката сликовито се опишувале чувствата кон убавината. Ние сме музиканти които се занимаваме с... Ние сме музичари кои се занимаваат со уметничките дела на барокната музика од 17 век. Конкретно на Бах, Вивалди, Веричини и слично, и се обидуваме на пошироката јавност да им покажеме дела кои не се многу познати, но се од големо значење. Пред се сакаме да ја покажеме соработката на уметниците на дувачките и жичаните инструменти. Покажем колаборацијата, сотрудничеството меѓу духовите инструменти и меѓу штрайх. Ансамблот Арс Бароко постои од 2006 година и досега повеќе музичари учествувале на голем број настапи, а во моментов е составен од 9 музичари, од кои повеќето работат во Националниот музички театар Стефан Македонски во Софија. Досега 2 пати настапувале во Република Македонија, а благодарение на Владимир Лазаревски, професор во музичката академија при Штипскиот универзитет Гоце Делчев, беа дел од 30-тото издание на Штипско културно лето. Ова е нивна втора турнеја во Република Македонија. Тие пред 2 години овој ансамбл настапуваше во Битола, во Скопје, но не успеавме тогаш во Штип и сега благодарение на Штипско културно лето и на господинот Кирил Панејотов успеавме оваа година да ги донесеме во Штип и да имаме настап. Вечерва да свирам како дел од ансамблот и заедно со Калин како солист на 2 концерти од Албинони и од Верачини. Исполнувањето на барокната музика за градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев беше исклучителен настап на врвни музичари, кои според него заслужуваа побројна публика. Како осврт на сите настани во изминатиот период, Захариев истакна дека е задоволен од реализирањето на програмата и настапите на сите уметници кои ги видовме во текот на изминатиот месец. Мојот апел е до Штипјани кога има такви настани да доаѓаат масовно и да уживаат во тоа што им се пружа. Жал ми е што не присуствува оној стручниот дел, музичката фела. Ние имаме средно музичко училиште, факултет за музичка уметност. Сите сакаат да бидат гледани, а кога има таков настан, некако присуствата е нешто слаба. Така да мојот апел е да луѓето доаѓаат, едноставно да уживаат во таквите настани и верувам дека и оваа година ќе биде запаметено Штипското културно лето по убавите настани и убавите настапи. Мислам дека системот кој е воспоставен за овие 30 години дава резултати. Соединетите држави ги пофалуваат лидерите на Македонија за постигнатиот договор за решавање на политичката криза. Ова го изјави портпаролот на Стейт Департментот Џон Кирби на редовната пресконференција во Вашингтон. Тој додаде дека договорот представува компромис меѓу сите партии и им служи на интересите на граѓаните на Македонија. Иран се согласи санкциите врз извозот на нафта од земјата да бидат укинати. Освен тоа, ембаргото на Обединетите нации врз испораките на оружје за Иран ќе остане во сила за период од 5 години, а забраната за испорака на ракети и технологија останува во сила за период од 8 години. Техеран се согласи да не се збогатува со ураниум повеќе од 3,67% во текот на 15 години. Францускиот претседател Франсуа Оланд изјави дека оваа недела биле спречени терористички напади во земјата и дека за тоа детално ќе биде известен министерот за внатрешни работи Бернар Казнев. Министерот Казнев соопшти дека биле уапсени 4 лица кои ги планирале овие напади. Во Штип неодамна се отвори нов боречки клуб. Станува збор за боречкиот клуб Самурај, во кој се изучуваат повеќе боречки вештини, меѓу кои кикбоксот и бразилското џиу-џитсу. Во овој клуб се надпреварувам во ММА, тоест ќе се надпреварувам, имам надпреварување во кикбокс, во карате. Сега ги изучувам техниките на бразилско џиу-џитсу, исто така тука сум помошник тренер на Мирза Сендич. Така, значи од неодамна во Штип започна клубот, боречкиот клуб Самурај. Од каде дојде идејата да се формира овој клуб, колку членови членуваат и од која до која возраст може да членуваат овде? Може да се тренира од 7 па се до, зависи за кој спорт, за ММА, го сакаат помладите, кикбоксот исто така го сакаат помладите. Интересно е за бразилското џиу-џитсу што може да се тренира од 5
па дури до 70-80 години има луѓе, пошто е доста елегантен спорт да речам, но и опасен секако. А клубот настана април оваа година. Се обединивме повеќе спортисти, повеќе вештини, со големи амбиции да формираме за прв пат ММА клуб во Штип, да изучуваме нови вештини и секако се напреваруваме да се држиме, да имаме нови членови, да го шириме спортот. Во клубот членуваат 15 борачи кои изучуваат зафати од џудо, борење и карате, односно се изучуваат сите боречки вештини. Интересно за боречкиот клуб Самурај е тоа што веќе го имаат и својот прв борец, Дарко Рунчев, кој е искусен каратист и кикбокс надпреварувач и наскоро ќе имаат својата прва борба во меѓународно првенство во мешани боречки вештини во Сплит, Хрватска. Нашите планови за војднина се некои борци од нашиот клуб да земаат учество на 22 август во Хрватска во Сплит. Тоа е првенство во мешани боречки вештини во Кафес. Еден од надпреварувачите ќе бидам јас, ќе се договориме дали некој од другите ќе излегува и сега започнуваат моите сериозни припреми. Тие дури не престанале, но сега ќе дадеме малку поголем интензитет. Понатаму имам во септември исто така во Хрватска борба. Јас сум Дарко Јорданов, еден од основачите на ММА клубот Самурај. За тренинг одвојуваме 3 дена во неделата по 2 часа, така што изучуваме техники од вештините кикбокс, бразилско џиу-џицу. Клуб со големи амбиции каде што се добредојдени сите оние кои сакаат да се вклучат во него и да бидат дел од интензивните тренинзи и подготовки за постигнување големи успеси. Ова е се во првиот дневник на Канал Плюс. Повеќе информации гледате во дневникот во 20 часот и на веб-порталот kanalplus.mk. Пријатен ден!